Почитувани ученици, добре дојдовте во Е-училница на часот по општество прво одделение. Јас сум одделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На денешниот час ние ќе учиме за народните носи во нашата земја. Ке се запознаете со културната различност во местото во кое живеете. Ке се запознаете со различните народни носи. Ке сватите дека секоја етничка заедница има своја карактеристична народна носија, која ја одразува нејзината култура, обичај и традиции. И ќе ги прифатите разликите меѓу другарчињата од различна етничка заедница. А сега, повелете во градот Битола, градот домаќин на денешната наставна единица. Градот кој што се наоѓа под прекрасниот Пелистер, а во центарот на градот, како најубав споменик, е сад кулата, која сведочи за минатото, сегашноста и, верувајте, ќе биде најголем белег на градот и во еднината. А тука ќе ве пречекаат Кирил и Јана. Тие учат во Основното училиште Ѓорги Сугарев во Битола. И тие ќе бидат денешните домаќини на часот по општество. Запознајте се со нивните другарчиња. Ова се Есмери и Џенгис, тие се ромчиња. Демир е турчин. Албена е албанка. Сите се првачиња и учат заедно. А тие се и соседи и живеат во исто мало. Што значи? Додека се на училиште, учат и другаруваат заедно, но и по 8 часовите тие си играат и заедно. Бидејќи живеат, рековме, во иста мала. И ова е учителката и денес ве поканувам, тоест јас, да ми бидете гости во моето училиште, во мојата паралелка, прво 2 одделение во Основното училиште Ѓорги Сугарев. И сакам да се запознаете уште еднаш со Кирил и Јана, Есмера и Џенгис, Демир, Албена, кои што денес ќе ви помогнат да научиме за темата, мислам за наставната единица од темата, местото во кое живеам, а тоа е наставната единица народни носи во нашата земја. Тие имаат задача да донесат сликички фотографии од народните носи од својата националност. Но сега заедно со мене, ајде да видиме кои народи живеат во нашата татковина. Живеат македонци, албанци, роми, турци, срби. Живеат власи, бошњаци, хрвати. Живеат многу различни народи од различни националности. Но, освен македонскиот јазик, тие го изучуваат својот мајчин јазик, го учат на училиште, имаат право на образование на својот мајчин јазик и да ја представуваат и манифестираат својата култура и своите обичаи. Па денес рековме, на часот ќе се запознаеме со народните носи во нашата земја. И тоа, народните носи на македонците. А за македонските народни носи сликички ни донесоа Јана и Кирил. Ќе учиме за албанската народна носија, а тука ќе ни помогне Албена. За ромската носија Есмера и Џенгис, за турската народна носија тука е Демир, кој што ни донесе фотографии, а ќе видиме и фотографии од Власи, бидејќи наставничката е Влајнка по потекло од Крушево, и ќе видиме сликички од бошњаци и срби. Па ајде да започнеме. Да видиме што ни донесоа Кирил и Јана. Ни донесоа една фотографија и уште една фотографија од женска народна носија. Ни донесоа фотографии од свадбени носи на момче и девојче, на младоженец и невеста. И машка народна носија. Сега сакам внимателно да го стопирате видеото, бидејќи сакам да ги воочите боите кои што ги забележувате на сите овие фотографии. Значи, кои бои ви се најчесто застапени? Ајде. Ајде да видиме дали ги забележавте овие бои.
црвена, бела, црна. Да, доминираат тие во нашата народна носија, во македонската, но има и жолта и сина. Еве ќе видиме жолтата боја во народните носи, значи како е застапена, гледате на оваа фотографија, а она што е карактеристично и додека го забележавте не само боите, туку и орнаментите или шарите, ни учевме за 2D форми се застапени, значи геометриските облици, шеми и шаблони кои што се повторуваат симетрично распоредени на народната носија. Кирил и Јана ни донесе уште сликички. Кирил ни донесе сликички од машка народна носија, а Јана од женска народна носија. Па повторно би ве замолила да го застанете видеото и да разгледате што е составен дел од носијата. Ајде. Значи, во машката носија гледаме дека има панталони, чорапи, опинци, елече, кошулка, капче. Во женската носија, значи, фустан, елече, кошула, исто гледаме чорапи, опинци. А ти од каков материјал си изработени, дали знаете? Како и вашите алишта, од волна, меѓутоа волната, значи, најчесто застапена во панталоните, во чорапите, во плетеволнените чорапи, памук, коноп и лен. Се најзастапени материјали во изработката, порано рачно ги изработува сите овие народни носи кои што се сочувани од вредните раце на мајките и на бабите. Потоа имаме опинци од кожа, а посебно во женската народна носија се застапени метални украси изработени од злато, сребро и месинг. Денес народната носија е составен дел од бројни народни фолклорни друштва, кои што ја представуваат македонската народна песна, музика и македонските танци во земјата и во странство. На фотографијата ни се представени машко и женско ро од нашиот најдобар ансамбл, тоа е танец, кои што не манифестираат насекаде на светот, се репрезенти на македонскиот фолклор. И заедно со музиката на тапано, зурлата и гајдата ја представуваат народната носија, народната музика и народните песни и игри. Им благодариме на Кирил и Јана, а сега да ја поздравиме Албена. Албена ни донесе сликички од албанска народна носија и во моментот би сакала повторно да го стопирате видеото и да воочите кои бои ги забележувате на оваа носија и што мислите од кој материјал се изработени. Па да провериме. Од бои. Застапена црвена, бела и црна. Исто како што забележувавме и во македонската носија, а од материјали волна, памук и свила. Разликата овде е што многу елементи се представени од свила, чипка, многу изработени и во различни делови на Македонија се разликува, исто како и македонската носија се разликува, значи народните носи, особено и женската народна носија. Манифестирање на албанската народна носија заедно со народните инструменти, албанските песни игри се случува на бројни фестивали во земјата и во странство, каде што спреку фолклорни ансамбли ја презентираат својата народна традиција и култура. И благодариме на Албена. А еве ги Дженгис и Есмера. Те ни донесоа фотографии на слики од ромската носија. И оно што е интересно е дека и денес на свадбените церемонии гостите се облекуваат во свечени, украсени народни носи од нивниот фолклор. Еве како различноста и шареникоста во боите, придружени со звукот на дајрето и на зурлата, ја прават ромската култура многу весела, многу игрива и застапена во сите нивни празнувања, значи на сите празници го одбележуваат својот фолклор до ден денес со облекување во ромска народна носија. И Демир ни помогна да најдеме сликички од турска народна носија,
Јас донесов влашка носија, а заедно со Демир пронајдовме и бошњачка носија и забележавме дека турските инструменти, тамбура и мандолина, освен и другите народни инструменти кои ги спомнавме, се составен дел и од турскиот фолклор. Весели, игриви бои, со многу детали на народната носија и кои што привлекуваат внимание на око и на уво со помош на ориенталната музика. Во моментот сакам само да се подсетите на се она што досега разгледувавме, може да се вратите на видеата, бидејќи сега ќе ве одведам во Центарот на култура, па да се подсетите што работевме досега, каде што ќе ве однесам на државната изложба на детски ликовни творби на тема Народна култура како трајна инспирација во моето творештво. Во состав на манифестацијата и Линденски денови, која години наназад се одржува во Битола, а го представува македонскиот фолклор, но и светскиот фолклор, учениците во нашиот град, во Битола, имаат можност да творат на различни теми од народното творештво. Но не само тамо, туку и ние во нашите училници, заедно и вие со вашата учителка, творите на тема народно творештво. Еве една фотографија како заедно со ученици и родители изработивме во нашето училиште народни носи од различни етнички заедници. А заедно со учениците, учителки од многу училишта од градот, учествуваа на ликовна работилница на народно творештво во музеот на град Битола. И како резултат од нивната работа, од вредните детски рачи, излегува многу цртежи на тема, реков, народно творештво, а изложба и кои што беа представени на изложба и се представуваат секоја година на изложба, а учениците од различни училишта и различни возрасти имаат можност да се восхитуваат на вредните детски рачиња и на прекрасните цртежи. Но не само тоа. Учениците кои учествуваат на овие активности не само што убаво се минува и устекнуваат знаење, туку на крајот добиваат и пофалници и награди за своите изработки. Па што можеме да заклучиме? Дека народните везови, носиите, накитот, обичаите, ората, песните, како и останати безброј материјални и духовни вредности, создаваат нов уметнички свет во кој живеат прегрнати минатото и иднината. Се надевам дека досега научивте доста и успеавте да се восхитувате на народната носија на сите народи кои што живеат во нашата земја. Еве нова сликичка ви представив на еден сликовит начин дека не само во нашата земја, туку и во сите земји секој народ си има своја традиционална народна носија. А што би ви можела да ви дадам како активност после внимателното следење на час? Па да изработите некој цртеж, да го насликате со техника, со кое што сакате, народна носија од било која етничка заедница или елементи од народната носија, или пак да моделирате со помош на пластелин или глина предмети од минатото, па можеби и опинчиња или некој елемент од народната носија. Се надевам дека часот ви беше доволно сликовит, интересен, се запознавте со карактеристиките на народните носи на вашите другарчиња кои што живеат во вашето мало. Но на што сакам да ви речеме, да ви се заблагодарам што бевте гости во нашата училница на часот по општество. До гледање.